информативното видео кое што пред малку го погледнавте и одличен повод за разговорот во студиото со гостите секако. На 9 март во градскиот парк во Скопје ќе се одржи 8-та поред државна изложба на македонското овчарско куќе Караман. На оваа тема разговараме со Владко и Маријан Костовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Често пати во Македонија наутро сме зборувале за Караманот, за каква раса станува збор, но добро е на самиот почеток и да го повториме она за што и сме говореле, автохтона македонска раса на куќе за која што низ историјата, меѓу другото, многу и се пишувала. Па еве вака, најнапред добро утро за гледачите на македонската телевизија. Она што можеме да го кажеме за македонскиот Караман е дека тоа е всушност црно овчарско куќе во 3 нијанси на бои, црно клод црна боја, потоа црна боја со преливи на кафеава боја и третата варијанта е Караман со, популарно наречен Караман со 4 очи, односно со 2 шарки над очите, така што главата добива впечаток дека има 4 очи. И токму тој вид на Караман со 4 очи, всушност кај народот бил познат по тоа што ги бркал злите духови и сите оние духовни немири што се предизвикувале кај луѓето во 19. век. Имено Караманот го среќаваме во сите народни умотворби, кај собирачите на народни умотворби, така што македонецот единствено во своето устно народно творештво зборува за Караманот. Така што станува збор за едно национално куќе кое еве денес единствено ја содржи во својот назив придавката македонско. На 9 април ќе се одржи 8-та поред изложба. Кој се ќе земе учества? Изложбата ќе биде во паркот на Франкофонија. Почетокот е во 12 часот, но оваа изложба е посебна по многу нешта, затоа што за прв пат во историјата на македонската кинологија ќе биде доделено одликувањето Владимир Крстевски во чест на прерано починатиот кинолошки судија кој ги судеше првата, втората и третата државна изложба за оваа раса. Ќе биде посебна по тоа што за прв пат ќе учествуваат 40 кучиња, со тоа што ево ова е јавен повик до сите останати кои не се внесени во каталогот, дека на денот на изложбата половина час порано да дојдат, исто така ќе имаат можност да учествуваат, со тоа што ќе ги нема само впишано во каталогот. Посебно е по тоа што ќе биде локацијата на еден јавен простор, недела е ден кога паркот е препон со луѓе и кога ќе чукне тапанот од културно-уметничкото друштво Глигор Парличев, со кој ќе се отвори изложбата. Мислам дека тоа ќе биде апел за сите да се соберат околу рингот и да ги поздрават учесниците. Кој ќе одлучува за најдобрите примероци на изложбата оваа година? Оваа година, исто како и изминатата, 7-та изложба ќе суди меѓународниот кинолошки судија Миле Алексовски, со тоа што ќе му асистираат како делегати господин Слободан Милошевски и Габриел Стибел. Особено ми е чест што делегат ќе биде Слободан Милошевски, затоа што во негово време, кога тој беше генерален секретар на Кинолошкиот сојуз, се отвори родовна книга за Караманите, се воведоа педигриња издавање и на некој начин со него почна соработката со Кинолошкиот сојуз на Македонија и патот кон национално признавање на расата. Ни донесовте фотографии, имам и видеоматеријали на кои што можеме да видиме еве дел од изложбите на Караман. Кога ќе го погледнеме на прв поглед, многумина ќе кажат наликува на шарпланинец и веројатно долго време не се знаеше разликата и се сметаше дека и се уште можеби се смета дека шарпланинецот е македонска раса на куќе, се додека вие на нас не ни објаснивте дека не е така и дека Караманот го има приматот. Прашањето делува дали е шарпланинецот или Караманот македонско. И двете се македонски раси. И мијачкото овчарско куќе е македонска раса. И македонскиот карт. И уште неколку за кои материјали чекаат во нашите компјутери. Меѓутоа, разликите се мали, меѓутоа доволно видливи за кинолозите дека тоа не се две исти раси. Ако споредиме шарпланинец и Караман, тие се слични, но не се исти, барем во очите на кинолозите.
најнапред црната боја и не е дозволена за шарпланинецот. Ако условно речено шарпланинец црн влезе во ринг, судијата треба да го отстрани од рингот. Кога е правен шарпланинецот, решено е тоа да биде едно бојно куче, заради потребите на ЈНА во тоа време. Заради камуфлажни потреби бил чувар на магазини, по караули. И доколку и белата и црната останале дозволени во стандардот, ќе почне да се јавуваат црно-бели кучиња во приплод. Никој не може да му спречи на одгледувачот дека таа негова бела шарпланинка ќе ја спари со црниот караман. И во такво едно генетско правило Менделер, 50% ќе бидат шарени, по 25% на таткото и мајката. Доколку генетски назад сите биле бели, назад биле сите црни. И заради тоа било решено едната боја да се исклучи од стандардот на шарпланинецот и решиле да биде црната и ни оставиле простор за караманот кој, како што кажа Маријан, долго се опевал во македонските народни песни. Шарпланинецот нигде не се спомнал. Кои се карактеристиките на караманот од аспект на тоа дали е куче чувар, како се однесува кон, на што е негово, како живее со деца? Така, караманот е по потреба остро куче, само по потреба. Тој, за разлика од шарпланинецот, кога веќе станува збор за тоа, е многу подобар чувар и е поприврзан за она што му е доверено на чување. Караманот во поглед на стандардот и во поглед на димензиите на височината е од некаде од 65 до 75 сантиметри, а на терен нашите 20 годишни истражувања покажаа дека најмногу на терен ќе сретнеме куче од 68-70 во просек сантиметри, во просек височина. Така што најработна верзија на овие терени ја има денеска стандардизирано токму караманот. Ја имаме стандардизирано во обликот на караманот. Така што караманот е едно куче кое не е случајно опеано во македонската народна литература. Македонскиот народен анонимен творец не случајно го опеал исклучиво караманот и ни едно друго овчарско куче. И ни еден друг народ во светот не го опеал во толкава мера своето национално куче како што македонците го направиле тоа зборувајќи за караманот. Каков е за сите оние кои што може би те размислуваат да имаат караман да чуваат? Какви услови бара? Се разбира, тоа е овчарско големо куче, така што потребен му е простор, убаво е да се чува во двор или пак во селска, во планинска средина, на поголема надморска височина поради црната боја. Понатаму, тој е водлив и од друга страна пак се приврзува за децата во голема мера. Тој никогаш нема да им наштети на децата. Едноставно, ако му оставите и дете на чување, тоа е дури во таква една можност да се грижи за него. Расте ли бројот на граѓани кои што сакаат да имаат караман како свој миленик? Во однос на претходните, кога започнувавме со оваа работа пред 20 и повеќе години, тогаш минимален беше бројот на примероци на караман, така што низ годиниве сето тоа се зголеми, бројот, популацијата на карамани се зголеми, но се уште е мал бројот на она тотално зголемување на популацијата на караман, бидејќи за да се признае во светски рамки потребно е најпрвин да се расшири оваа популација низ целата матична земја, тоа е Македонија. Тоа значи дека недостасуваат, се извинувам, и одгледувачници? Одгледувачници веќе има две. Првата започна во 2 бокса, па прерасна во плац од 2000 квадрати, каде што имаме околу 8 карамани. Тогаш започна организираното одгледување. Со тек на време, онаму каде што сме давале кученца, некој продолжил, некој не. Еден од тие кој од едно кученце поклонето прерасна во една одгледувачница за само 3-4 години. Тоа е одгледувачницата Синко на Илија Каров. Тоа е оној кој во недела исто така изумив да спомнам дека ќе го прогласиме за следен председател на клубот и на кој нема да му дозволиме да го напушти, дека не ја видиме раса во Светската кинолошка федерација признаена, барем како условно призната раса. Значи, од едно кученце веќе има 6 и се надевам дека
неговиот пример ќе го следат повеќето во Македонија и во повеќе места низ Македонија ќе видиме сега се 2 одгледувачници, но како ќе расне бројот, така и бројката во каталогот за секоја следна изложба ќе се зголемува. Сте имале ли можност да го изнесете Караманот надвор од границите на нашата земја, да се дознае за него? Има ли интерес надвор од границите на Македонија за ова куќа? Во меѓувреме, значи, се интензивира соработките со Кинолошкиот сојуз на Македонија, кои пак ги имаат линковите со федерациите кинолошки на околните земји и се работи на тоа да почнат регионално да се признаваат, односно караманите да можат да учествуваат во Србија, Бугарија, Црна Гора, Словенија се прават контактите. Инаку да, постојат барања од одгледувачи од други земји, меѓутоа ние не бевме во можност многу да ја шириме расата надвор од Македонија, бидејќи најпрвен ни беше во план. Многу за Караманот, бидејќи интересот за да се чува како домашен миленик не е толку голем, но за оние кои што ете во моментов размислуваат, споменавме кои услови за живот ги бара, но на што треба да бидат подготвени сите оние кои што ќе го земат Караманот? Вака сега, најнапред треба да се каже дека без оглед на тоа за која раса станува збор, најнапред човекот што сака да биде собственик на едно куќе, особено на Караман, најпрвин треба да знае дека со Караманот треба да биде другар, а не собственик. Така што кога ќе видите човек со Караман како се движат во просторот, треба да почувствувате дека сите да имаат впечаток дека гледаат двајца другари кои се движат во просторот, а не собственик и куќе, надреден и подреден во никој случај. Така што мораат во својот карактер да уфрлат таква особина да не го третираат Караманот како нешто невредно или како потрошен материјал во крајна линија. Така што многу е важно како и со какви чувства му пристапувате во однос на тоа кога веќе сакате да чувате Караман. Така што убаво е прво тој што сака да одгледува Караман да си дзидне во собствената душа да види колку е подготвен за тоа. Тоа е најважната работа. Уште еднаш ќе ги поканим и гледачите на изложбата. Ќе може да видат интересни примероци и во колку часот започнува само? Во 12 часот. До сега се 40 куќиња пријавено. Денот ќе биде убав. Ги очекуваме. Викенд е време за себе, кога можеме да прошетаме со саканите. Зошто да не го искористиме и да го погледнеме? До сега изложбите ги организиравме таму каде што е и седиштето на клубот на стадионот во Волково, но сметајќи дека публиката малку дека е периферија на градот, па послабо доаѓа, па решивме ако публиката не доаѓа кај Караманите ние да се присуствуваме. Апсолутно, да. Градскиот парк е место каде што можат сите да дојдат. Благодарам за денешното гостување. Ние се гледаме во град. Аз име за следен председател на клубот и на кој нема да му дозволиме да го напушти дека не ја видиме раса во Светската кинолошка федерација признаена барем како условно призната раса. Значи од едно кученце веќе има 6 и се надевам дека неговиот пример ќе го следат повеќето во Македонија и во повеќе места низ Македонија ќе видиме сега се 2 одгледувачници, но како ќе расне бројот, така и бројката во каталогот за секоја следна изложба ќе се зголемува. Сте имале ли можност да го изнесете Караманот надвор од границите на нашата земја, да се дознае за него? Има ли интерес надвор од границите на Македонија за ова куќа? Во меѓувреме, значи, се интензивира соработките со Кинолошкиот сојуз на Македонија, кои пак ги имаат линковите со федерациите кинолошки на околните земји и се работи на тоа да почнат регионално да се признаваат, односно караманите да можат да учествуваат во Србија, Бугарија, Црна Гора, Словенија се прават контактите. Инаку да, постојат барања од одгледувачи од други земји, меѓутоа ние не бевме во можност многу да ја шириме расата надвор од Македонија, бидејќи најпрвен ни беше во план. Многу за Караманот, бидејќи интересот за да се чува како домашен миленик не е толку голем, но за оние кои што ете во моментов размислуваат, споменавме кои услови за живот ги бара, но на што треба да бидат подготвени сите оние кои што ќе го земат Караманот? Вака сега, најнапред треба да се каже дека без оглед на тоа за која раса станува збор,
Најнапред човекот што сака да биде собственик на едно куќе, особено на караман, најпрвин треба да знае дека со караманот треба да биде другар, а не собственик. Така што кога ќе видите човек со караман како се движат во просторот, треба да почувствувате дека сите да имаат впечаток дека гледаат двајца другари кои се движат во просторот, а не собственик и куќе, надреден и подреден во никој случај. Така што мораат во својот карактер да уфрлат таква особина да не го третираат караманот како нешто невредно или како потрошен материјал во крајна линија. Така што многу е важно како и со какви чувства му пристапувате во однос на тоа кога веќе сакате да чувате караман. Така што убаво е прво тој што сака да одгледува караман да си дзидне во собствената душа да види колку е подготвен за тоа. Тоа е најважната работа. Уште еднаш ќе ги поканим и гледачите на изложбата. Ќе може да видат интересни примероци и во колку часот започнува само? Во 12 часот. До сега се 4. Си додека вие на нас не ни објаснивте дека не е така и дека караманот го има приматот. Прашањето делува дали е шарпланинецот или караманот македонско. И двете се македонски раси. И мијачкото овчарско куќе е македонска раса. И македонскиот карт. И уште неколку за кои материјали чекаат во нашите компјутери. Меѓутоа, разликите се мали, меѓутоа доволно видливи за кинолозите дека тоа не се две исти раси. Ако споредиме шарпланинец и караман, тие се слични, но не се исти, барем во очите на кинолозите. Најнапред црната боја и не е дозволена за шарпланинецот. Ако условно речено шарпланинец црн влезе во ринг, судијата треба да го отстрани од рингот. Кога е правен шарпланинецот, решено е тоа да биде едно бојно куќе, заради потребите на ЈНА во тоа време. Заради камуфлажни потреби бил чувар на магазини, по караули. И доколку и белата и црната останале дозволени во стандардот, ќе почне да се јавуваат црно-бели куќиња во приплод. Никој не може да му спречи на одгледувачот дека таа негова бела шарпланинка ќе ја спари со црниот караман. И во такво едно генетско правило Менделев, 50% ќе бидат шарени, по 25% на таткот и мајката. Доколку генетски назад сите биле бели, назад биле сите црни. И заради тоа било решено едната боја да се исклучи од стандардот на шарпланинецот и решиле да биде црната и ни оставиле простор за караманот кој, како што кажа Маријан, долго се опевал во македонските народни песни. Шарпланинецот нигде не се спомнал. Кои се карактеристиките на караманот од аспект на тоа дали е куќе чувар, како се однесува кон на што е негово, како живее со деца? Така, караманот е по потреба остро куќе, само по потреба. Тој, за разлика од шарпланинецот, кога веќе станува збор за тоа, е многу подобар чувар и е поприврзан за она што му е доверено на чување. Караманот во поглед на стандардот и во поглед на димензиите на височината е од некаде од 65 до 75 сантиметри, а на терен нашите 20 годишни истражувања покажаа дека најмногу на терен ќе сретнеме куќе од 68-70 во просек сантиметри, во просек височина. Така што најработна верзија на овие терени ја има денеска стандардизирано токму караманот. Ја имаме стандардизирано во обликот на караманот. Така што караманот е едно куќе кое не е случајно опеано во македонската народна литература. Македонскиот народен анонот. Така што станува збор за едно национално куќе кое еве денес единствено ја содржи во својот назив придавката македонско. На 9 април ќе се одржи 8-та поред изложба. Кој се ќе земе учества? Изложбата ќе биде во паркот на Франкофонија. Почетокот е во 12 часот, но оваа изложба е посебна по многу нешта, затоа што за прв пат во историјата на македонската кинологија ќе биде доделено одликувањето Владимир Крстевски во чест на прерано починатиот кинолошки судија кој ги судеше првата, втората и третата државна изложба за оваа раса.
ќе биде посебна по тоа што за прв пат ќе учествуваат 40 кучиња, со тоа што ево ова е јавен повик до сите останати кои не се внесени во каталогот, дека на денот на изложбата половина час порано да дојдат, исто така ќе имаат можност да учествуваат, со тоа што ќе ги нема само впишано во каталогот. Посебно е по тоа што ќе биде локацијата на еден јавен простор, недела е ден кога паркот е препон со луѓе и кога ќе чукне тапанот од културно-уметничкото друштво Глигор Парличев, со кој ќе се отвори изложбата. Мислам дека тоа ќе биде апел за сите да се соберат околу рингот и да ги поздрават учесниците. Кој ќе одлучува за најдобрите примероци на изложбата оваа година? Оваа година, исто како и изминатата, седмата изложба, ќе суди меѓународниот кинолошки судија Миле Алексовски, со тоа што ќе му асистираат како делегати господин Слободан Милошевски и Габриел Стибел. Особено ми е чест што делегат ќе биде Слободан Милошевски, затоа што во негово време кога тој беше генерален секретар на Кинолошкиот сојуз, се отвори родовна книга за караманите, се воведоа педигриња издавање и на некој начин со него почна соработката со Кинолошкиот сојуз на Македонија и патот кон национално признавање на расата. Ни донесовте фотографии, имам и видеоматеријали на кои што можеме да видиме еве дел од изложбите на Караман. Кога ќе го погледнеме на прв поглед, многумина ќе кажат наликува на шарпланинец и веројатно долго време не се знаеше разликата и се сметаше дека и се уште можеби се смета дека шарпланинецот е македонска раса на куче, се додека вие на нас не ни објаснивте дека не е така и дека Караманот го има приматот. Прашањето делува дали е шарпланинецот или караманот македонско. И двете се македонски раси. И мијачкото овчарско куче е македонска раса. И македонскиот карт. И уште неколку за кои материјали чекаат во нашите компјутери.